Жителите на Кумановско Черкезе бараат поставување на дополнителен број на средства за намалување на брзината на движење на моторни возила по неодамнешниот трагичен настан во населбата. Нивното барање на последната седница на Советот го образложи советникот Шемси Мурати, кој побара поддршка од советниците и надлежните институции за итно решавање на проблемот. Во дискусијата, советниците беа согласни дека на тој начин ќе се успори сообраќајот, но посочија дека за поголема безбедност и зголемена сообраќајна култура потребни се и засилени контроли, санкционирање на несовесните учесници во сообраќајот, но и подигнување на свеста на возачите. Од секторот за комунални дејности при општина Куманово во однос на поставувањето на така наречените лежачки полицајци, посочија дека надлежноста е на јавното претпријатие за државни патишта, бидејќи во случајот станува збор за регионален пат Куманово-Скопје. Доколку се работи за локален пат, надлежноста за преземање мерки за забавување на сообраќајот е на општина Куманово. Да го знаете сите вие дека надлежност одржување е на регионални патишта е на Македонија пат, односно на јавно претпријатие за патишта. Село Черкези се наоѓа покрај самиот регионален пат Скопје-Куманово, од едната страна, од другата страна се наоѓа населба Железничка станица. Тоа е еден густо населено место. Таму, според мои информации, постојат 4 лежачки полицајци и постои вертикална сигнализација. Општина Куманово, односно сектор за комунални дејности, ќе преземе обврска да се обрати до овие јавни претпријатија и да побара од нив доколку има потреба и согласно законот направат напори да го обезбедат на поинаков начин движење на кола и на пешаците на тој опфат. Мојот предлог беше предлог одлука, значи да се разгледа можноста да се донесе одлука за што побрзо реализирање на ова барање за да се реши проблемот. Затоа што не знам дали треба некоја друга информација од случајот што се случи, значи едно дете не е дел од семејството. Значи јас не барав информација како за објаснување до раководителот на секторот. Вистина е дека патот Куманово-Скопје, кој поминува низ Черкезе, е регионален пат, но истиот пат и во Љубодрак и Уминдол имало исти проблеми, а во текот на времето се ставени 2 или 3 пластични лежачки полицајци кои го ја забавуваат брзината и стварат подобри услови за движење и на граѓаните и на возилата. А во тој дел на село Черкезе има 3 лежачки полицајци и кога го дадов предлогот, значи и кога има опасност, треба да се излезе и од параметрите предвидени од вас, за да се спречи загуба на човечки животи. И за оваа точка, на крај, барам заклучок, како на претходната точка, зашто го гласавме, зашто побрза интервенција. Значи, да се донесе одлука, што е можно побрзо, на таа улица, компетентните лица од вашиот сектор, бидејќи решењето треба да иде итно, а одговорноста е и врз нас, ако се случува во иднина една таква случка. И врз нас, и врз вас, како општинска администрација, одговорна за оваа област на општинското дејствување. Прво, искрено изразвам сочувство за дете кое го загуби животот и да предложим иницијатива за лежачки полицајци без оглед во чија надлежност е. Меѓутоа би предложил да е актуелен Safe City системот и да се постават камери кои ќе мерат брзина на движење, бидејќи преко лето имаме
страни гастербајтери со луди возила кои нарушуваат здравје и опасност на деца и возрастни. Менталитетот и свеста на возачите и учесниците во сообраќајот и тие со возила и тие со мотоцикли, мотори, значи тројца или четворица лежечки полицајци не дале резултат. И на овој контекст јас барам од СВР, барам да се поднесе, да се побара информација од СВР колку се казнети за овие прекошувачи на брзината и колку мотористи се казнети, бидејќи со законот за сообраќај, член 344 се вели, ако имаат бучава повеќе од 80 децибели, значи им се конфискува моторот. Значи имаме многу проблеми низ улиците на градот со овие лица. Инаку, лежечки полицајци сме предложиле и додатни, освен тие што се поставени на улицата Тоде Мендол и на улица Благо Илиев Гуне и на 11 ноември и на други улици кои имаат широчина и даваат можност да се вози брзо. Предлагам уште утре сектор да достави барање до надлежни институции, како што е Македонија ПАТ и МВР, да постапат согласно нивните надлежности и да го надминеме овој проблем. Што поскоро. Како информација можете да добиете на следниот совет што имаме постапено и какви одговори имаме добиено од надлежните институции.